Поскапувањето на енергенсите двојно ги зголеми и ги поскапи аранжманите за зимување. Но граѓаните не се откажуваат. Некои ќе одат на зимување надвор од нашата држава, а некои ќе штедат и ќе останат овде во земјава. На оваа тема разговараме со господинот Аркан Керим, председател на Туристичко-угостителската комора. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и пред себе сакал да им честитам среќни новогодишни празници на сите гледачи и на вас исто. Ви благодарам. Од 8 декември започна зимската туристичка сезона официјално, ќе трае некаде до април месец и секако во овој период и луѓето го користат зимскиот одмор за да го искористат, нели, да заминат на некој од зимските туристички центри, дали во земјава или надвор од неа. Она што е евидентно дека туристичките аранжмани за зимување се двојно поскапи од претходната година. Каков е интересот на граѓаните за зимување? Па сега, кризата со енергенците си го направи своето и во туристичкиот сектор, нормално. Сега, меѓутоа, имаме друг проблем. Нема снег во гротовски центрите, во обкружувањето. Нема снег сезонава и малце е проблем. Значи, тоа се случува еднаш во 10 години да нема вака снег. Ова изгледа таа 10-та година која што е слаба со снег. Так. А цените, за жал, ради енергенците, поскопањето на енергенците, нормално е да се покачат, се зголемиат трошоците на работењето и нормално е тоа што се покача, меѓутоа пак има интерес од граѓаните, патуваат, има некои нови дестинации кои што даваат интересни понуди и тие секогаш проаѓаат. Особено се примамливи зимските туристички центри кои што се наоѓаат во соседните држави, во земјава. Да, сега, например, Хите Србија, Златибор, има многу убави и интересни цени, прифатливи, примамливи за секој граѓанин и сите има голема побарувачка за Златибор. Кополник малку послабо, бидејќи Кополник нормално скапа дестинација, малку и нема снег. Бугарија, Боровец, Банско, стандардно и Пампорово се актуелни секојаш кај нас. Исто така оваа година и Босна е интересна, Јахорина. Меѓутоа има проблем со снегот. Сегде нема снег. Да. И сега, кога зборуваме за домашните туристичка понуда за зимскиот период, немаме многу голем избор, но и од тој што го имаме, сега пак и недостатокот на снег дополнително ни прави проблеми и најчесто се соочуваме со проблемот да не ни се доволно развиени и опремени капацитетите за да привлечеме туристи. Природни убавини имаме, можности имаме со кои што располагаме и особено тие природни убавини пак ги привлекуваат странските туристи. Меѓутоа, како да го решиме овој проблем, да бидеме попрепознатливи и да може што е можно повеќе и домашни и странски туристи да привлекува? Сега ние со години зборуваме, кажуваме како треба, ги упатуваме локалните самоуправи што треба да се направи. Пример, ќе ви дам Шапка, Попова Шапка, кога имало жичара од Тетово до Попова Шапка, Банско не постоело на картата, на мапата не постоело. Меѓутоа се смени ситуација, Банско стана препознатлив ски центар во Европа, а Попова Шапка и Тетово, значи нигде ги нема. Сега има иницијатива за поставање на жичарата, се надевам дека многу поскоро ќе биде. Као што се најави, има и странски инвеститор кој што сака да го одржава ски центар, бидејќи навистина Попова Шапка е невидено богатство што го имаме, но не знаеме да го продаваме, за жал. Така, не знаеме, не сме адекватни во таа ситуација, де државата продава, де не продава, де на елеме, де не е на елем. И сега во тој пинг-понг луѓето се губат. Нешто што беше како дел од традицијата во негување на туризмот, еве конкретно за зимскиот, пошто бевме и препознатливи со тие туристички центри со кои што располагаме, наместо да ги унапредуваме, ние практично застанавме на место и не продолживме понатаму. Навистина штета. Тоа е, јас уште пред 10 години исто кажав дека најдобро нешто би било да се направи жичарата од Тетово до Попова Шапка,
и ќе се привлечат околу 1 милион туристи да го посетат Тетово, да спијат тука во хотелите, да прават промет во рестораните, во дуќаните. Значи, тука зборам на Јужна Србија, зборам на Косово, зборам на Албанија, зборам на Македонија. Значи, таа гравитација и ќе имаше одлично макво. Меѓутоа, се надам дека се веќе успее со ова продажбата со приватизацијата на Шапка. Маврово исто така добро е, значи се инвестира, се прават нови објекти, се прави све, меѓутоа му фалат содржини на Маврово за да биде поприличен за странски туристи. Треба да има повеќе ресторани, повеќе дуќани, значи за да ги привлече странски туристи да има што да прават. Пример, кога одите во Австрија, во Италија, во Швајцарија, во селата фактички кај што се тие ски центрите, имате се и се што. Имате продавници и за скапа гардероба, и за ефтина гардероба, и за зимска опрема, имате ресторани за секој джеп, и за подлабок джеп, и за посиромашен джеп. Значи, се тоа има кај нас, тоа го нема. Пример, во Маврово има 2-3 ресторана и толку е. Не можеш ти да привлечеш странски туристи со таа мала содржина. И хотелите, нема хотели, пример во Банско има плејада на хотели кои што затоа има голема конкуренција и поголем број на туристи. Мора нешто да се направи за да се привлече поголем број на странски туристи. Туристичко-устителскиот сектор беше најпогоден за време на пандемијата со COVID-19. Сега веќе кога нели пандемијата веќе е на својот залез, што се вели на заминување, конечно се надевам дека ова 2023 ќе заврши. Некако се рестартираат сите капацитети и како да се почнува од почеток, да се кренети и малку повеќе поажурно да се работи за да може нели да се надополни тоа што е изгубено. Очекувате ли наплив од странски туристи еве во наредниот период, затоа што и туризмот и угостителството се тесно поврзани за привлекување на странски туристи? Уште не заврши короната, за жал во Кина има секој ден по 300 милиони случаи на нови вакво, бидејќи они сега тек се отворија, беа затворени што како им е страв сега, бидејќи све почна со Кина да не продолжи сега повторно како бран, пак да дојде нека Европа и нека другите места. Мора да бидеме предпазливи, мора да бидеме внимателни, што да пратиме вајде оваа зима, ќе се заврши целата работа, ќе се створи природен имунитет во Кина и кај луѓето и ќе се отвори све. 2022 туристичкиот сектор малце зема кислород од све што се деси во 2020 и 2021. Меѓутоа, за да се санираат штетите, за да се дојде до нормално, треба да уште 4-5 добри сезони, за да се вратиме на статусот кај што бевме 2019. Лесно е да кажеш, добра сезона, вакво не. Загубите што се генерира во 2020 и 2021 треба 5 години за да се вратат, да се покријат тие дупки што се створија. Значи, не треба да бидеме гаталци, него ние како паталци го кажуваме тоа. Некој ќе каже, убава година, секој направи пари. Не, извинете, 2020 и 2021 тие дупки и загуби што се генерира, туристичкиот сектор мора да ги врати во наредни 4-5 години со добри сезони, за да се врати на статусот кај што беше пред 2019. И тоа го отежнува целокупното работење. Стварно е проблем. Туристичкиот сектор секогаш се справува со невидени предизвици. Де земјотреси, де природни катастрофи, де пандемии. Сега, например, најново е маглата, значи, што се случува, загадениот воздух. Сето тоа се некои фактори кои што се пресметани во туристичкото работење, секој туристички работник ги знае и ги предвидува тие работи и мора да внимава и да кога планира. И сега уште еден проблем со кој што се соочува туристичко-устителскиот сектор е недостиг на работници. Голем број на работници од овој сектор заминуваат надвор од границите на државата во потрага по поголема заработувачка, можеби подобри услови за работа и живот и ја напуштаат земјава. Овој проблем како ќе се решава? Имате ли некаква стратегија? Ние стратегијата ја понудивме баш овде пред 6-7 месеци. Меѓутоа, државата очигледно има побитни предизвици и проблеми во моментот,
како што се енергетската криза и кризата, другите кризи, меѓутоа како што гледам, овој проблем тек ќе почне за 2-3 месеца станува сериозен проблем и можеби тогаш државата ќе каже дајте да најдеме чаре за оваа работа, бидејќи ова не се бара чаре за една сезона. Ние предлагаме треба долгорочно решение. Долгорочно решение кој што ќе се решат овие сите проблеми. Значи мора да се увезат работници од странство да живеат тука. А не можеме ли нашите да ги задржиме со подобри услови? Не сме во можност, бидејќи условите, платите што ги имаме во нашата држава не се тие како што се например во Хрватска, Хрватска преиде во еврозоната. Сега например еден обичен келнер ќе отиде ќе работи во Хрватска 1200 до 1400 евра плата зима месечно, што ние не сме во можност, бидејќи не можеме ние кафе да продаваме 10 евра. Кој ќе плати 10 евра кафе да седнете да пие? Никој нема да плати. Значи проблем цените се проблем. И затоа мислам дека треба да се увезат странски работници фамилиарно, значи да се живеат во Македонија. Има една студија, ние ја понудивме таа, да се увезат луѓе од Филипини, значи комплетно да живеат семејства, нашите плати и нашата култура се адекватни за луѓето од Филипини, значи комплетно и да си живеат, да студираат деца, да работат родителите овде, значи да бидат продуктивни жители на Македонија. Меѓутоа, ние не можеме тоа да го направиме, тоа треба државата да земе да направи стратегија. Вие наредни 10 години ќе најдеме толку работници за овие сектори од овакво. Сега има друг момент. Со Европска унија преговорите, значи, почна и скринингот. Сега може да се направи реформа во јавната администрација и околу, како што се предвидува, 50.000 луѓе да се трнат од јавната администрација. Тогаш е шансата за тие луѓе да им се понуди да работат во туризмот, дали во хотели, дали во ресторани, дали во некој друг сектор, ако нормално ако сакаат, ако и они не се не земат предизвик да одат во странство. Остануваат предизвиците пред туристичко-угостителскиот сектор, што е можно да се даде подобри понуди за туристите, пред се странските, да ги привлечеме, секако да можеме да заземеме едно повисоко место, повисока позиција на светската туристичка карта како дестинација која што ќе сакаат да ја посетат. Ајде ќе завршиме со она што започнавме. Зимскава сезона започна, рековме, од 8 декември, двојно поскапи аранжманите за зимување од претходната година, меѓутоа сепак интересот е голем од граѓаните и сакаат да го поминат својот зимски одмор. Очекувате ли успешна зимска сезона? Сега све до Господ треба. Значи, рано е да се прогнозира, рековме снег не недостасува. Тоа дополнително ја подобрува нели состојбата и можноста за туристичка понуда. Да заврне снег, има допинг за сите ски центри во Македонија, меѓутоа како што гледам нема снег, има магла. И сега маглата е малце поголема. Тоа не е магла, тоа е загаден воздух. Добро, загаден воздух, ама и магла, значи се спушта по котлините и тоа го отежнува авиосообраќајот, отежнува, значи, и патување, и слетување, и значи, сериозен проблем е. Ако има снег, ќе има добра сезона, меѓутоа сега не може да се каже ништо. Летната сезона за туристичките агенции беше добра. Сите после некое време, значи, зема убав кислород, убава продажба има, убаво пројдоа и до новата летна сезона сите ги обезбедија своите трошоци, значи за на работење, што како. За разлика од туристички агенции, хотелите не би рекол дека може да се пофалат со добра сезона, бидејќи не беше баш сјајна сезона нигде во Македонија, ради целокупната ситуација со постковидот. Многу хотели, многу ресторани затворија. Значи, видете се, значи, само во Скопје, во однос на 2019, 30% од хотелите ги нема. Така. Снема, 30% од хотели снема и сега тоа е еден сериозен предизвик и проблем.
Сега, ако нема уште една-две сезони добре, ја мислам дека уште 20-30% од хотелите сите ќе се пренаменат во некој друг бизнис и тоа ќе биде проблем. Ние сакаме да имаме голем број на туристи, меѓутоа ќе немаме кај да ги сместиме. Тоа е сега уште еден поголем предизвик пред нас, што треба да се обезбедат инвеститори, да инвестираат во туризмот со својот ноу-хау и со своја работна сила, нормално. Така. Секако работата ви наложува постојано да патувате, посетувате голем број на држави, посетувате многу земји и ги следите нивните искуства како тие работат во туризмот и угостителството. Убава можност да се знае како треба, сето тоа да го примениме овде и во нашава држава. Се надеваме дека во иднина ќе има многу повеќе можности за решавање на предизвиците кои што предстојат пред вашиот сектор. Се надевам и јас, значи дека ќе можеме во најскоро време да разговараме дека све е во најдобар ред, дека имаме работници за секој сектор средено направено и дека ќе имаме успешна 2023. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство.